Нова недела, нови доживувања. Повторно сте со мене, со вашиот шеф Марк. Ова недела, во една ексклузивна покана од продукцијата Златен Зап, се упативме кон едно магично место. Иако времето не служи добро, мислам дека ова енергија што се чувствува тука ќе ни направи денешната емисија посебна. И кажа дека ќе ме пречекат ловџиите. Одам да се сретнам со нив. Да ја започнеме денешната авантура. Здраво, здраво на сите. Здраво, како сте сите? Вие сте ловџи тука? Да. Браво. Ма со вас треба да се сретнам јас. Пред одам во Конче, ми кажа, сретни ги ловџиите. Каде се? Па ги најдов. Шо правите? Преубаво таму нешто за јадење. Како крчка нешто. Спремаме нешто. Див зајак. Див зајак? Да. Големи, мали уши? Големи уши. Големи уши, да, дивот зајак. Да. Може Како го спремате? Да го видите. Ами како го спремате? Немате има морков, ловоров лист. Да. Што имате уште? Зејтин пола литро има. Пола литра? Вагета, солца. Да, солца и Вода по потреба. и тоа. Тоа е, природно. И само се крчка Само сега. се крчка. Ми кажа оти вие навистина сте специјалисти за ловење. Ловете само како да кажам диви свињи, диви зајаци. Да. Не ловете исто на Ловиме, и тоа да, ловите. ловиме, да. Ке имаме и риба? Има. риба. Спремано и риба има. Да. Од това и чекам да одиме таму. Продолжуваме сега. Најубавото место се знае. Со ловџи што се прави, се јади и се пие. Епа да, ајде одиме. Влеговте во една мала кучичка, како се вика овде местото? Влашка коливи, локалитет Влашки коливи. А вие сега се соберете овде секој викенд, доаѓате овде, си Да, ловите, си јадете. Да, дружба, ловџичка Местото е дружба. прекрасен. Видовме надвор, ама Прво се надвор баре ловим, има. после идеме. Да, има една топлина така. Ловно друштво Студенец. Деде чека, почна Од со Конче. ракија, а Една ја тема. можам да имам една ракија. Па да. Добро дојден гостин. Да наздравиме заедно, па да. Здраве по Ајде. едно. Да здравиме на вас, на ловџиите од Конче. Да. Ето така ми да се каже. Иде добар лов, нека иде. Ајде, па... И по-често да не посетуваш, да се дружиме. Да ви кажам право, големо задоволство е да дојдам кај вас. Ама опасно е да се дојде овде. Од јас така јадам многу, ама кога дојдам кај вас, секогаш ќе јадам. Повеќе со храна, да. Ема што направивте убаво овде на маса? Имате салата, имаме... Има салата. Има салата, имаме Што е ова? специјалитет со диво. Диво уште? Диво. Па диво секаде. А ние не сте дивие диви. Дива свиња, А? лај Ова е компир. дива свиња. И Да. дива свиња и компир. Дива да. свиња со компири. Да. Ова е е- вашиот див лук. Див лук или народски кажано мечки Мечки лук. лук. Мечката кога се буде у пролет, го јаде да се прочисте. Оти те чека многу храна во општиот Конче. Марк. И ја мислам да се прочистам. Да. Малку. Малку да се почистиме. Ама мислам, има прилика да пробам да направам салати што И многу салати, убаво. да, Ама мислам, да. да не ми фати по Не. Да се прочистиш. се прочистам, ама ќе ми биде тешко. А? Ако јадеш повеќе, ти Ако јадам повеќе, само еден низ доволно е. Океј, ајде, па на здравје. Јас ќе уште еднаш живи и здрави. Се надевам да ве најдам така секаде во сите места каде одиме, луѓе како вас, расположени и све. Супер. Ама ловџије мора да е расположен. Можеме да кажеме од емисијата почнува јако. Ајде. Одиме јако. Јако. Без паника. Без паника. Мора да се Да се вкуси проба. малку нашите Да. специјалитети. Да. Уф, каков почеток на денешната авантура. Не ни можам да предпоставам што се ќе ме чека, ама имам некој преубаво чувство. Епа, после ловџиите ми кажа да дојдам кај вас. Вие сте уметници, грнчари, луѓе што работат со раци, правите само убавини.
Навистина, ние, готвачите, без вашите гърни, без вашите стави, не можем нищо да правиме. А? Вие сте от Конче. А? Ние сме от Габровци, От Габровци? А, близко от Конче, добро. Близко от Конче, Да. ние сме Габровци, община Конче и там се носиме и продаваме. И там взимат луито. Браво. Това све ви е домашно правено. Све домашно. Имате раци посебни. Бяха Уау. как не, все е добро. Все е добро. И вие ги правите? Или вие ги правите? Вие ги боите? Боям тук, други Да? работи и това е другото мое. Он ги Супер. прави на колко. Одлично. Да. Многу ми се допаѓа, оти навистина, ова е вистинска традиција. Вкусот што го дава посебно земјата на јадењето го нема никаде. Ете, јас доаѓам од Белгија. Белгија готвиме во тави, во такви ствари све. Супер, брзо све. Ама ова е вистината. Ова е традицијата. Него за И мене мислам оти мора да се почитува. Да, кажете ми уште малку повеќе за вас. Па ние работиме дълго време в гранчарство. Долго време. 40 години. Колку? 40 години. Добро. Това е долго време, мислам оти. Да, Семейни топ. занаят. Точно. Брат ми и така, они го работя. И сега аз го работя. И все нещо работя. Сега Одлично. Многу ми се допаѓа. И направите како овде за Великден? Да, А, беше за тоа? Великден, Да, да, за јајца и се тоа. Това е Супер. чиния за такова. Да. Ова чинја да ви ја дадем? Не, не, не. Това е за вас. Ова е за мене? Да. Ове ви благодарам. За пенџур, за все може да се направи унете. За Тоа пинџур. не. Пинџур во ова треба Да. да се направи, Пинџур. да се викне јаде. многу луѓе дома. Да, Оти да, ова пинџур, за една гости, особа, да, да. јас знам оти јадам многу, ама ова додека го напунам некако ќе ми биде малку тешко. А со ова се прави салати и све Да, внатре. салати, да. Браво. Вакво имам еден, така од неготино господинот ми го даде, готвам со него, ова супер ќе правам салати. Гледам оти имате и други ствари. Да. Овде зашто беше уште Тие ова? се за темјанче. А, темјанче. Добро. Добро. Ова е Това е свирка. свирка. А, бърдач. Еј, оу. Ајде. Може, може. Ке свирим. Зошто беше употребено тоа? За децата За или? децата. За децата? За децата. О, Напушиш, па супер. ставиш му воечки и чу. Да, се додава вода Да. и се прави како врапче. Да, чу, повеќе. Одлично. Е, па тоа се стари игри Да, за млади деца. Да, Добро. Е, па мило ми е. Добро. Мислам, Да ми е бардачето, веле. а? Еде што пише тука назив. А тоа е? идете презне. Од кај вас? Од кај нас. Тоа е од Село. Добро. Општина Габровци. Ви благодарам многу, господја. Исто и на вас ви благодарна. Фала ви многу, господја. А на жените мора да се баце раката. Може. Е, па така, е вредни раци. Да, вредни раци. Вредни да, раци. вредни са. Господин, извините, не ви ја бакнам раката, Нема ама ви проблем, кажувам, нема. фала ви многу. На Благодарам вистина, и на вас, мило ми е што што сте ме тука, посетите. оти со времето што го имаме денес, на вистина Дойдете малку... да не видите што как се Да. работи, тоа не благодараме, за нас е тоа умо многу. Видите дека кој ќе Супер. Ето. Мило ми Ајде, е. ма, благодарам. Фала ви многу. Ајде ќе се враќам во Скопје за уште убави Да видиш, там тави и се све одеш од за тука, од нас. во кујната Да. и ако има чешма меѓу време ќе напуниме со вода. Да, водите на тоа. Одиме на чешмата. Прекрасни луѓе. Морам да го почувствувам духот на ова место. А најдобро е како во народните приказни на чешма. Добро дојдовте, Марк. Ви благодарам за поканата. Ова Пак е гледам. масата, а ова е мојата сопруга. Добро. Маса, сопруга. Да, Масата е полна. Сопругата чека таму во ќошот. Сега може да Има го нешто- запознам, да го запознам. Да, ајде. Ајде.
Здраво. Здраво, Гонца господја. се викам. Па, како се викате? Гонца. Гонца. Да, Гонца, Добро. да. Посебно име, не го слушнав до сега. Гонца. Гонца, да. Добро. Да. Миро ми е да ве запознам. Да. Па ја сега ја да приготвам едно јадење со спечени кори. Тоа се вика манте како старо јадење. Манте. Да, манте со лук и кисело млеко. Лук, Да, лук Кисело и кисело млеко, да. И И ова се? кори, подпечени кори. подпечени кори. Да. Само тоа. Да, само тоа. А нема јајца, нема ништо Нема да се ништо, врзи. нема ништо, само тоа. Се става кисело млеково. Кисело млеко врзнив. Да, да. Добро. Се ми е многу едноставна рецепта, можеме да кажеме. Да, да. Кисело млеко. Одлично, да. Да. Кори, ова осем корите ќе се омекнат Да. со киселото млеко. Да. Лукчето што правиме Да. треба да го сецкаме, да го рендаме, да го Не, може да го да се истолчиме, толчи. да. А, Ќе го добро. истолчиме, да. Добро. Океј. Гледам имате сол таму Да. и Сол. уште И го- црвен пипер и зејтин ќе го попариме. И зејтин. Да. Ќе се попари тоа. Да, 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 Океј. да, да. И лукот ќе го протврдите. Да. И после турете све да... Да, Океј. Да го оставиме малку да се... А? може. Да. Во меѓувреме, Во меѓувреме Го толчиме. Да. Да? Да. а имате лук Да, тука? О, да, браво. имаме, да. Ма спремна сте. Да. Долго време да се треба да се толчи, да се додава сол или нешто, или само лукот го толчиме? Лукот како се додаде, малку солце ќе се стави и после се попарува со зејтин и црвен пипер. Океј. Да спремате зејтинот, јас ќе Може, толчам. може. Да правам ја нешто, Може. да не ве гледам само. Да, И тоа можам да правам, да толчам. Може да. Ќе му ставите Зејтинот, нешто? да, црвен пипер ќе му Црвен ставиме, пипер? да, и озгоре ќе го Ова е помешаме. црвениот пипер? Да. Повелете. Треба да биде како столчено вака доволно или Да, треба уште? доволно, да, Доволно е? доволно, да. Да не се Доволно е. мачаме. Океј. Ќе го даваме лукот во зејтинот или тука Не, директно? таму треба директно, Таму. па после јазика ќе го попарам со зејтин и црвен Океј. пипер. Добро, ќе измаме лажица. Вуаля. Океј. Почникот ќе оставиме мамо. И ова директно Да. го оставиме тука. Во. Да. Нема да имаме проблем денес, нема да имаме муви, ни вампири околу нас. Ке ни бегаат со лукот. Вуаля. Запршка освен, Да. Да, малку тоа. како за гравот, како за, Да. за многу јадења. Сега, зошто се пропржува Па за да има добар мерис. Вкус да има мерис. осем зејтинот, го пропржува и го дига вкусот на црвениот Црвениот пипер. пипер, да. Океј. Океј. Сега се става црвениот пипер. Добро. А све тоа ќе биде црвено после. Да, да. Океј. Браво. И треба да се измеша пак. Па малку. Или само така. Малку може само да се промеша. А не мора. Нормално не мора. Јас го оставам, не знам, ја ми е страх да правам Не. да утнам рецептот, да кажеме вистинската рецепт, Да. И се Вала. става малку солца. малку сол. Да. И ова се јади со леп или се јади така само? Може и така да се јаде, може и така да се и... јади. Да. Епа, направивме една посебна рецепт. Како се вика ова рецепт? Манте. Манте. Да, Манте манте со со кори кори. подпечени, Да, и со кисело млеко. кисело млеко И лук. и лук. Да. Малку зејтин, пропржено со црвен бибер, сол и одиме на маса. Да. Завршивме. Да. Направивте овде јадење за колку луѓе? Оти јас дојдов, имам неколку пријатели со мене, Да. камераман и све, ама овде направивте маса за 20-30 луѓе. Па сега колку сме, толку ќе седнеме сите, ќе апнеме. Добро, објаснете ми малку што имаме за апнење, како кажавте? Ке апнеме? Ќе апнеме. Ке апнеме, добро. Тоа е нов збор. Знам што е јадење, ама апнеме сега. ќе апнеме Ке сега, апнеме, да. океј. Ајде, Ова ми е погача. погача. Погачата е направена со суво грозѓе, локум и чоколадово натре и со сусам и јајца се. Ова е блага. смачкава. Да, ова е блага. Блага, Да. добро. А тоа ми е зелникот, ми е Добро. направен со штафел, Како? штафел и Тафе. А, тоа се посебни листови и како урда, спанак, така да, нешто, како спанак е, да, Точно. да, како спанак е, Океј. да.
Да. И унатре има урда и штафел, нели, па замотано кори, нели, убави. Окей. Другата ми е обична погачка со афионско семе. Афионско семе. Да, афионско Добро. семе. Тоа ми е тамо жетварска салата. Како? Жетварска салата. Жетварка салата. Да, жетварка салата. Добро, жетварка салата. Жетварка, да. Се враќаме овде, имаме нешто како... Тука имаме смрт салата, Смрт? крмит, да, смрт салата ми е таа направена. Зошто смртот е Марко чудно? Па оти миризба, мириса многу и смрт, да. смрт. Да, многу добро. мириса, да, и Окей. смрт салата. Марко, чудно ми беше Да, името. да. Добро, овде имаме гравче. Тука имаме гравче со пиперки, ама добро е налютено, со пиперките ми са люти Ова многу, е да. Добро. Да. Ова ми е селско направено со габи и месо. Што е тоа Да, габи? Габи. Што е габи? Габи, печурки. Извините ме, габи за мене е друго, ама ајде. Да, печурки. Окей, печурки. Окей. Печурки, И да. моркови гледам. И да. моркови има, да, и Окей. кромит унатре И се има кромит. зробено. А ова ми е пенџурот кој го правиме многу време и си го добро јадеме. Аха. Он ми е направен со модри патличани, чушки и... Чушки, пиперки, Да, пиперки. Пиперки, да, добро. пиперки. Ми изборите малку посебен дијалект. Да, се- Затоа малку ми е... селски, Да. Извините, ама е, да, ова... Ова ми е зелје па штафел со орис и штафел. Зелие, орис, Да, штафел. штафел, Добро. да. А тоа Окей. ми е тамо направено со скоприви и орис. Со скоприви, Да, со коприви. коприви. Коприви, да. Не со боцкат. Да, да. А и друго уште имаме благо таму уште. Друго имаме од брат ми е од Тони, Добро. медот, тие А, ми таму се мед, да да. шишарки, да, направени со смет и Со смет. чоколадо, да, и маргарин унатре. Добро. Шишарки. Добро. А другото ми е испечено, имам домашни ораси, бадеми и па ораси тамо. Нема ништо више Испечено, да. скриено, нешто под маса, на Не, таму не. нема, не се е тука на маса, Доволно да. е? Да. Да. Знаете што? Ајде. Па сите на маса Ајде, сега. повелете се на Обавезно. маса. Мора да пробаме тоа све. Оти јас нема да јадам тоа сам. Не. Ова е маса за 20 луѓе. Ајде, Ајде, дојдете сите. ојте тука, Ајде, сите на маса и да Ајде, уживаме. Ајде. Ај, Ленче. Ајде, да здраве. Па прво да наздравиме, Да. навистина. Многу сум Да. среќен, оти сме сите Ајде. околу масата. Како едно Наздравиме. големо семејство, македонско Се за семејство. Ајде, на здравје. Значи, добро дојдовте тука во нашето село, во нашата општина. Фала многу. Село. Конче, не, више, јас не можам да го кажам, оти е село, ова доаѓа град. Има толку луѓе овде што Да. живеат. Огромен град е, не више село ова. Било град на времето. Да, навистина. Да. А вие се бавите, вие со Јас сум со пчеларство се бавам. пчеларството. Да. Едно, околу 20 години се бавам. 20 години правите тоа. Да, ама не професионално. Непрофесионално. Тоа од семја е за вашата употреба и за фамилија, за родители, Да, за пријатели, за за домашно, за пријатели, нешто за Одлично. Ова е чист, да. најчист. Ова е чист мед. Природен мед. Гледам оти така се вади од све. И како се јади ова? Оти имав прилика да имам тоа во кутии и све, малку ми е чудо. Навистина кога се јади, како да се джвака. Оти има има Тоа е со сот, со саке. Ние го викаме сот или саке. Со шо? Сот или саке. Саке. Добро. Двосок. 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 Това го знам. Ова сега како да го јадам оти? Многу И пак ќе го може и целото да гадаш, ама тоа многу. Како можам да не можам целото да Ќе го го посечеме малку. Но се сечи вака едно малку. малку, едно малку Вака? парче, да. Добро. И се джвака и се голта тоа. А се джвака и се голта. Да, тоа е природен восок. Во саке. Вау. А кога пчелите ќе соберат многу мед, нели? И рамка има цела рамка, Да. се става во машина за вадење на медот, центрифуга и Знам како природна мастика. и се извадува само природен мед тоа шо и после па се враќа тие цвет. Вие го потребивте за да ги правите овие како ги викавте овие десерт? Да се додават се. Да, шишарки са тие од медот. Шишарки од мене. Да, шишарки, да. Вау. Се додава, значи и за лек се користе. Да здравје на сите. Мило ми е што пак ќе кажам Така што е. сум На на маса здравје. со вас, што можам да ги пробам овие специјалитети.
знаете што? Добар апетит. Да уживаме малку со убавите јадења. Така е. Фала за објаснувањето за медот. Има много да се зборува. Ма немаме доволно емисијата, не е доволно долга. Има Нареден пат. цел месец има се. Нареден пат ќе продолжиме. Нареден пат. Да. Сега малку ќе. Да, така е. Ајде. На здраве. На здравје. Епа, ви благодарам многу за Пријатно, целото пријатно. гостопинство, убави јадењата, убаво готвење, свето, нова рецепт што научив. Да. Чекајте пред се и на вас. И на Фала вас ви многу, многу. на вас. Вие сте шефицата на куќата. Да, Епа, да. шефица без престрика. Да. Не оди, повелете. Тоа е престрика од нашата емисија. Фала. Ја знаете, нашите Фала партнери, многу, да. Шато Сопот, исто. Малку вино за вас, веднamo ти си пиете ракија, се Малку, љубители така малку. малку на вино. Имате вино од Шато Сопот, исто за вас. Само на господине да го дајте. Да. Благодарам. За вас престриката, за него виното. Фала на сите. А сега на вас... Ој. Правиме размена на поклони. Сега на вас се едни подароци од домашни производи, Домашна кујна. домашна кујна, се што има унатре, све домашно. Од нашата традиција. Да, и домашно вино, Не беше и само сос тешко, има, и се има. Не беше внатре. само тешко на маса. Ајвар има, Тешко и дома. лутеница има, овие чајова Билки, има, све. се билки, да, разни работи. Фала има, ви да. многу. Ништо. Од срце, мислам од конче, ќе Да, имам да. спомени јаки. Фала ви многу. Пријатно на сите. Чао, чао. Пријатно, И се чао. гледаме Чао. во емисијата. Чао. Чао, чао. Чао, пријатно. Ова е изненадување. Да, Ме да, носите кај козите. Абе види да се гледа дека живеат козите. Па да. Колку кози имате, ми кажавте? Со јариње тука 290 и скоро 300 кози. А ова? Ова е природно сирење. Ја мислам ти го најдовне местото каде ќе го има најбавото козјо сирење, а и ќе мора да направам нешто да го готвам ова. Оти ова поприродно од ова, посвежо од ова, Ова нема. Ова е у Серта планина. Сета планина. Браво. Мило ми е што ве запознав. Ејде, знаеш што? Фала ви Сега многу. продолживе оти со сирењето и тоа ќе мора да го пробаме. Ајде. Поволе, господе Барк, Јас урда наши крави. да, видов имате урда. Имате крави ги видовме предходно така. Да. Фала ви многу. Гледам оти сите во овие село, во Конче, сите си имате посебен специјалитет. Еден ми прави со кози, ми прави сирење. Да. Вие со кравите ми правите урда. Урда. Само урда правите, не правите сирење, урда И посебно. може и сирење прави. Може и сирење понатаму. Освен урдата е првиот степен на сирењето. Да. А? И јогурт се прави. И јогурт се прави од тоа. Да. Браво. Урда, после козјото сирење, како кажам, имаме и урда. Не знам више на крај што ќе готвиме, ама сите овие намирници, обавезно, на крај на емисијата, ќе правиме нешто посебно. Една рецепта со сите намирници од Конче. Фала ви многу. А ние, фала, продолжуваме. Оти уште многу луѓе не чекаат. Здраво, добар ден. Добар ден, господја. Добар ден, како сте вие? Добар ден. Добар ден. Бонжо, бонжо. Ао, јајца. Јајца, јас- супер. Домашни, природни, од домашни кокошки. Не се од Пресни. не се од петел овие? Не, од А, кокошки. нема јајца од петел. Нема. Не, секој ще шалам јајца од петел. Како да се прати јајца од петел? Кажи ми. Само а? од кокошки има Само од јајца. кокошка има јајца. Да. Јас на вистина дојдов во Конче, го направив целиот круг, ми дадоа сирење од козјо, ми дадоа урда, сега јајца,
Што не очекува уште? Да? Целото круго код конче, само јадења има овде. Домашни. Домашни јадења. Вау, и домашни деца. Па да. Па, знаете што, одиме понатаму. Знам, оти уште други, многу други луѓе не чекаат. Ајде, одиме. Како кажавте? Од јајца, сега, тазе млеко. Да, од домашни крави. Од домашни крави. Да. Уау, уау. Епа, денеска пак ќе кажам, кругот од се, не знам више што ќе готвам со се тоа. Само убави намирници, само убави производи, што се за уживање. Да. Ете така. Здраво, добар ден, господин отец. Ми кажа да дојдам ке вас. Оти сте некој посебен човек овде во селото во Конче. Нешто правите? Гледам имате зачини и се. Што правите точно? Покрај свештеничката служба, она која е приоритет и број 1, она моја желба и многу години фамилиарно, сега малци и пошироко се почнавме да се занимаваме и да припремаме сушен зеленчук и овошје. Океј, вау. Браво. Приоритети кои денес сакаме да ви го посочиме е инстант зеленчукова чорба која е припремена со посебен зачин. Да. Ќе ми спремате чорба сега? Ќе спремаме сега одмах и се додека разговараме, таа веќе ќе биде и готова, така речено, пошто е инстант. Тоа е сето подготвено, ете можете да го видите тај дел. А вие ги сушите? Да, зачинот е мој производ исто кој го ставаме внатре, имаме печурка врган кој како додаток. Океј. Она е составена од своји 18 работи кои содржи унатре. Во кратка црта може да ви ги презентирам, да речеме, нели, на тај дел. Да, извините што ќе ви прекинам. Ја мислев оти само големите индустрии, фирми и се тоа правиле супа во кеси. Ама вие, браво, многу, да бе тоа многу ми се допаѓа. Навистина да се најде супа во кеса, природно, био, органско, ретко. Знаете, тоа е ми е, гледайте, многу брзо се прави. Освен све е спремно, све е сушено, сите продуци се внатре. Да. Составот на зеленчуковата чорба содржи, значи го имаме морковот, имаме грашак, имаме ориз, имаме компир во прашкеста или мелена форма. Тоа е, кој исто може да се користи за пире. Значи правиме мовет за чист компир. Да, за пире. Да, значи чист правиме мовет за чист компир. Истото значи може да ја комбинираме чорбата и со исто компир кој може да се готви за рестован, за чорбести јадениња, а може да биде и во чорбата. Ова се како чипсот сен? Да. Браво. Еј, навистина, вие сте посебен човек. Од и такви ствари до сега, извините, ги видов само во кутии што ги продават во големите маркети. Ама вие што правите овде, браво. Многу сум воодушевен од такви производи, од и навистина. А вие, осем, поминувате кај секој што има повеќе зеленчук, ви го дават тоа, ви го како не, значи не давање, значи јас исклучиво купувам од наши производители, знаено пред се да биде био, еко, со договор, по нарачка, по порачка и тука ги поддржуваме во целосно, не сметано е од независно од цената, значи нема условување од ценови, туку купуваме производ толку колку што учини на самиот земјоделец. Браво. Значи имаме грашак форма инстант припремано. Го имаме морковот во инстант. Ова е супер. Неме ова ми е супер во кујната. Оти знаете, секој готвач, секој шеф сака да имаме еден гардир на страна нешто така. Ова немаме време ние да го направиме. Ние имаме, па за тоа ќе се работуваме. Како го правите тоа? Имате сушара, имаме сушара, имаме дехидратор, имаме мелница на камен, имаме пакерка и доста сме опремени нели од тај дел, али се правиме момент за она мини мала нели. Форма, значи не работиме за индустрија, одбиени ни се сите понуди за индустрија и така да нема проблем за тај дел. Ова се вика отец во тренд. Да. Браво. Имаме, значи див лук. Ја имав свеж лук. Имав свеж. Да. Ама него ќе го имате още можеби 10-15 дена, а јас го имам 365 дена. Браво. Ама све имате, навистина. Имаме го исто и розмарино. Во мелена. Тоа е комбинација на розмарин кој го содржи, значи и цветот и игличката нели во целина. Праској не можеме да го сретнеме нигде во мелена прашкеста форма, а исто го имаме и во сецкана форма. Тоа е
Ама вие сте огромен дуќан. Апсолутно. Ајвар, Посебен, да. не е ајвар, тоа е пинчур, ќе го пробате, Аха, нели, аха. али тоа е наш специјалитет, Окей. фамилиарен, кој е веќе подготвен и он е спреман и за дегустација. При крај сме исто нели и со самата чорба, после нејното онака отпенување или прогрување, следува зачинот кој што ќе го додадеме, за кој Ова е врганот во прав, како што ми кажа. врганот во прав и зачинот. Тие се двете Окей. кесенци кои ги имаме нели овде, во тај дел, следува значи зачинот И ова се додава на крај. на крај, од која ќе заврши отпенувањето или рехидрирањето на зеленчукот кој е ставен натре во чорбата и следува фактички зачинот. Го додавам. Ден денес не треба да бидиш готвач за да преш убави чорби. Не, купуваш убави пакети од Готов производ. господинот, готов производ, си го ставаш во вода и си добар готвач. Браво. Точно. Одлично. Ама мора да се проба, Извините. Мора да- Кажувам добар готвач, ама не знам како е вкусот на чорбата, Тоа ќе биде сега за кратко време и ние сме подготвени да може да дадеме и еве го врганот. Тоа е во мелена форма, нели? Окей. Мала грамажа која е доволна. Доволно е. Само да го дава мирисот и шмекот. Ама Да. он содржи и добра хранливост. Чудо. Секоја поголема количина не треба да Не, е. џабе. Имате право. Треба да го имаш шмекот, ама да не биде Еве, над све. веќе го добивам. Да. О, имаме мирис врв. Вау. Топ. Не, навистина. Браво. Секоја чест, господине. Ние сме за нецели 5 минути готови. Одлично. Знаете што? Се враќаме за 5 минути да пробаме чорбата на отецот. Ауф, како ми испратија овие прекрасни луѓе. Колку подароци добив. Не знам дали ќе можам се да однесам. А авантурата продолжува. Од све што пробав и све тоа, ако бев облечен во готвачка обрека, со капата и све, ќе вадев капата и ќе кажам капа доле, господине. Ама знам од имате уште една приказна, од има една убава црква таму надвор. Манастир. И мора манастир, извините. Јас Добро. црква, манастир, отец, попе, више све прам кажа попара. Ако? Ја мешам све. Тоа ќе го разграничиме со Сте свој... тука сте за да ме... Апсолутно. Кажете ми ја приказната за манастирот што е надвор. Значи, ние моментално се наоѓаме на едно прекрасно место, нели? Тоа е манастирот кој е посветен на Свети Архиѓакон Стефан. Како? Свети Архиѓакон Стефан или на Свети Стефан. Добро. Работата што е големо духовно светилиште, со голема духовност и молитвеност и многу голема историја. Манастир кој постои 6 века, односно скоро 600 години, кој ден денес служи за богослужење и за молитва пред се и најбитен дел за нас кој се однесува е кога пазиме на духовното, пазиме нели и на телесното. Кој води грижа за духовното, води грижа и за телесното. Доколку се ги разделиме двете работи, тогаш многу губиме на терен и апсолутно во секојдневието. Духовното и телесното се сврзани едно со едно. Мора да пазиме, мора да внимаваме. Значи молитвата е лек за душата, здравата храна е лек за телото. Каква убаво. Тоа е вистина, како да го кажеме, една убава фраза со голема филозофија позади, што мислам од сите треба да го почитуваме. Кажете го уште еднаш, да сите да го знаеме, да го слушаме еднаш. Молитвата е лек за душата, а здравата храна е лек за телото. Вау. Благодарам. Браво, господине. Ми го заполнивте денот, а ми го разубавивте денот со убавини што ги видов овде, со убави јадења, ми ја напуни душата и телото. Благодарам и на вас.
Здраво. Добар ден, гледачи. Па повторно се враќаме од конче. Кажавме оти направиме на 2 дела. Не можевне. Една емисија само за конче. No possible. Не може, невозможно. Толку луѓе таму, толку супер луѓе, на вистина, како ви кажав од почеток, срциња не беа вакви, беа пре дебели срциња. Сега, денес, ќе направиме на рецепт, не турска, ама македонска рецепт. Од имаше фамилии македонски, фамилии турци. Ајде. Пак одиме со мелено месо. Мелено месо, добро. Супер, ќе му додаваме неколку зачини. Од фамилијата Манасови. Сега одиме со Манасови. Курт беше минатата емисија, сега имаме Манасови. Мелено месо, неколку меруди. Како ба мириса. Вау, не знам све што има внатре, ама ова ќе биде прекрасно во нашата плескавица. Имаме исто малку кромит. Овај кромит има голема приказна. Знаете што? Го видовте тој отец по манастирот, он све суши. Не суши. Све суво со него. И ги има сите намирници од околината, кромит, све тоа земува од сите луѓе што го работат земјата, од сите земјоделствите, си го бере и он го суши. Сега имаме овде кромит од кај него. Суши. Како убаво мириса. Тоа ќе биде супер комбинација со меленото месо. Ете така. Што имаме овде? Сушен морков. Ајде. Он ми кажа, не знам све што ќе правиш од ова, Марк, и не се секирај, ќе се снајдам. И ми даде све, не може да знаете, имам 2 кеси полни со зачини, суви зачини. Не ми е многу јас да готвам со суви зачини. Ето, чекајте да ви го покажам. Гледайте, морков сув. Не знам колку моркови има овде, ама се направи во прав. Така. Вау! Има едно мирис, така благ. Сигурен сум ти може да се направат и благо со тоа. Топ, многу ми се допаѓа. Одиме се сега со сушен див лук. Сушен див лук. Топ. Да го извадиме пакувањето. Сушен див лук. Вау. Ја не знам што ќе биде на крај ова мешавина, ама ќе биде врв. Го ставаме тоа, тука ова го ставаме. Позади направиме малку место да се снајдиме. Оти више на масата овде нема више место за готвење. Така. Во мешавината месо ќе му ставиме уште 2 јајца да се стегне убаво месото. Вуаля. 2 јајца. Ќе му ставиме малку од нашите меруди, оти ако не ставаме од нашите, не оди. Ние го сакам дафинка, оти го менјавам за сол. Сол не му ставам малку повеќе дафинка. Сега, мислам оти за зачини има доволно. Ке го измешаме. Лажицата од конче, без незе не се готви, ништо не се прави. Ајде го мешаме месото. И ќе направиме една преубава плескавица, сакам да направам. Имаме козјо сирење, не го знаете каде отидовме да го земе козјото сирење, многу чудно ми беше, се смејам, оти на вистина. Дојдов, човекот ми дава сирење, кажам, диета е добро, окей, козјо сирење, супер, колку кози имате? 300. Што? 300. Ми отвора вратата, знаете што, позади имаше полно, ама полно кози. Дојда така како баби и гледа така преку вратата. Беше многу смешно, на вистина. Смесата е при крај. Чекај малку да пробам ова така. Многу сакам јер живо месо. Ова е преубаво. Ајде. Хапја. Пола од смесата ќе ставиме тука, ќе направиме, како ви кажав, една убава плескавица. Плескавица, што ќе ставиме во средина,
pa se pravi normalno so kaškaval, stilna šarska. Ne, jaz ki ga napravim malko na drug način. Ko znajte, kozite, kozio to sirenje, tukaj je, hajde. I mu stavime 2-3 parčinja kozio sirenje vnatre i ke stavime meso na to. Ko potpečime vo tava i ke ostavime malko voredna da se dopeče. Bravo. Takvi ideji, ne znam od kada mi doađat, ama na vistina mnogo mi se dopaja. Tak, kakvo ubavo sirenje. Jedno, dve. Mislimo ti so 2 parčinja, ki bude dovoljno. I taka malko na kraj, da imame malko, da se dopuni pleskavicata, da ne kažu to ti Mark ne mu stavaš dovoljno. Ete taka. Voilà. Ova, tuka, сега. Mora da dogodavаме останата от месото. Така. Voilà. Hop, hop. Ова е, како се вика, джиновска плескавица, не? Македонска плескавица. Ета. Вистинска македонска плескавица. Ова е врв. Ете, ова тежи 800 грама, кило, така нешто. Ја ставив тавата да се спрема, да се топли. Ете, браво, многу ми се допаѓа. Малку од, извините, брилијант. Помас. И сега, хап. Да. Одиме. Ево тавата. Слушайте, се крска. Крчка. Пардон. И чекаме малку, ќе ја превртиме. После ќе ја ставиме малку во печка, да се допече и ќе му направиме еден убав сос, еден убав гарнир. Сакам да го направиме многу едноставно. Имав не кисело млеко, ви кажав. Со кисело млеко ќе му ставиме неколку зачини, тоа ќе ни биде сосот, малку салата и доволно е. Ајде, се гледаме после. Плескавицата е при крај. Ма, мора да ставиме во печка. Без печка ништо не оди. Ова. Окей. Тавата. Вуаля. Ова. Оди за перење. А ова продолжува да се печи во печката. 10 минути максимум и ќе биде спремно. Во меѓувреме, не се кирете, ќе направиме бав сос, што ќе оди со плескавицата. Идејата ми беше со киселото млеко овде да се меша малку со истите зачини што ги имаме, морков, дифлук, това што го имаме, кромидот, и да направиме убав сос, еден убав преливче така, за под плескавицата и малку салата. Многу едноставно, ама премногу вкусно. Ајде. Ова да го гасам, да не трошиме енергија, да пазиме, да штедиме малку. Вуаля. Ајде. Ова ќе ми биде за после. Сосот. Ајде. Кисело млеко. Обожавам јас. Кисело млеко, се знае од каде? Од Конче. И они ќе се препознават. Све донесовме од таму. Све. Вуаля. Каков кисело млеко. Они ќе ми кажат, ти со кисело млеко правиш сос. Да. Јас со кисело млеко правам сос. Ете така. Додаваме малку од маслиново масло. Зошто да се прават сегаш мајонез, такви ствари, такви сосови? Не мора. Вуаля. Ке му ставиме малку исто од кромидот, отец, малку дифлук и малку сув морков. Вуаля. Топ. Ги имаме освен истите намирници со киселото млеко, што ги има во плескавицата. Да. И да не го заборавам исто,
и овај преубав буковец. Вуаля. Окей. Мешаме. Ова е еден мајонез, вид, да кажеме, на мајонез, ама многу по-здраво. Ова можете сите исто да си го правите дома. Ова е сос што не можете да утнете. Навистина еден мајонез, ако го мешате жолчката со семфот и додавате зејтин и малку да го оставате да не е, може да ви се распаѓа. Ова, гледајте, хич, не се распаѓа. Само се меша и имаме преубав сос, преубав прелив. Ова може да го вадиме, да го ставиме на страна и да го земеме тањирите. Почнеме да сервираме. Ете така. Ке направам све на еден тањир. Така после целата екипа ке си го сечиме и ке си го јадиме. Е така. Сос. Околу. Е така. Сега. Малку салата. Многу лесно. Е така, убава мешана салата. Многу ја сакам ова. Ставаме овде во средина. И. Најубавото доаѓа сега. Го вадиме плескавицата. Дали се смеи? Дали е спремна? Јас сигурен сум ти е окей. Може. Ке видиме. Вуаля. Ова. Тука ми е. Ете. Плескавица. Спремна. Вуаля. Ова позади. Епа, пак можам да кажам оти за денес направивме преубава рецепта. Едноставна. Многу едноставна. Со мелено месо, козјо сирење внатре. Убаво со мешано со мерудите од фамилијата Мановси. Да не кажувам глупости, е фамилијата Манасови. Ете така да бидиме сигурни, фамилијата Манасови. Ја подпековме малку на тава, ја ставивме во рерна. Направивме еден сос од кисело млеко со истите намирници што ги ставивме внатре. Знаете, тоа е од отецот. Ова имаше дифлук, имаше морков, имаше кромит. Знаете што сега? Одиме со нож и сечеме. Сега, дали е добро или не е добро? Што правиме? Продолжуваме или не? Добро прашање. Продолжуваме. Вуаля. Топ. Јас ке си земам едно мало парче овде од крајот. Оти мора да го пробам тоа. Со сос. Фантастично. Епа пак, за денес можеме да кажеме mission completed. Завршивме една преубава рецепта, плескавица, со сите зачини, со сите убавини од конче, во најубавата кујна, што се кажува од Прима Мебел, нашите партнери Нептун, Беко, и да не ги забореме Карес, и сите други што не поддржуват да направиме таква убава емисија. Чао, чао, се гледаме наредната недела. Следете не на YouTube, Instagram, Facebook, тука сме за вас. Thank you.